Добар ден, никој како. И овој понеделник само за вас победникот на Звездите на Гранд Оно, кој што на вистина цела Македонија ја сплоти. Како беше? 138.714 гласови. Тоа се нема веројатно случајно никому, па веројатно никому и нема да се случи. Никола Станишич, на мој огромно задоволство, верувам и на сите гледачи. Никој како Никола Станишич ова попладна. Здраво живо и честитки. Здраво живо, ти благодарам пред се на поканата и ти благодарам за прекрасната најава. Ете, супер. А сега кога сме кај најавата, одиме со едно парче од самото доделување на се оно што значеше победа. Ете, кај беше мама? Мама беше на ќош и плачеше, многу не можеше да дојде, не беше при себе. Слушност и таму, на големата сцена, кажа дека ја посветуваш оваа награда и се ова на својата мајка. Да, затоа што мајка ми буквално беше секој момент за мене. Мајка ми не ми е само мајка, него ми е баш како прав другар. Другар? Ја знае секоја тајна, знае се за мене. Овој момент би сакал да ја поздравам, она гледам моментов. Сакам мамичке. Како се вика мама? Анета. Анета. Мама Анета, супер работа сте направила, 25 години, а веќе знае и што сака и што може и колку може. Она што го дознав пред да почнеме со никој како е дека всушност Никола Станишич ниту сега почнал да пее, ниту нели ова се години кога тој треба да ни каже колку знае и уме, му покажа на целиот Балкан, но тој пее од свој 16 години. Ајде кажи ни Никола сега нешто околу тоа како тргна се. Тато беше оној кој што тргна работата или не? Татко ми беше иницијатор, Иницијатор? да, но имав многу трема јас. Јас имав многу трема, не можев ни пред него да пеам. Тоа време се такмиче во Пинкове звезде. Добро. И на мои 16 години тогаш мислам дека тремата и така ми пројде, бидејќи тогаш беше таму Шабан Шаолич. Беа и многу, не знам кој беа уште, Зорица Брунслик, беа многу тие звезди во жирито. Шабан се сеќавам уште тогаш ми кажа дека еден, мислам за брзо дека ќе бидам звезда. Еве станав грандова звезда. Јас викам секогаш дека звездите се на небото, ние сме си луѓе. Така да ми остана многу убав спомен од тоа што бев тогаш таму. После тоа ме викнаа, морам да ги поздравам и Премиер бенд. Со нив би почнала мојата кариера. Добро. Поздрав Како до се сите. како се наоѓаат луѓето во тој свет музички? Како се наоѓаат? На некој настап те наоѓаат? Од некого дознаваат дека има добар пејач? Ме видоа на телевизија. На телевизија, Да. добро. И така стапија во контакт со мене, ме викна, јас морам да кажам, отидов пак со мојата мајка на прва свадба кај нив. Така да мајка ми ужи од самиот стар со мене. После првата свадба имавме состанок, ме викна и ми каже како денеска ти си член во нашиот бенд. Потоа нели растев, работевме не знам година две заедно, после си направив своја група. Како се вика сега групата? Моментално ми се вика Матрикс. Матрикс. Да, ова е трета моја. Трета група. Трета крај. Добро. Иначе морам да ти кажам, зборевме и пред малце, мислам дека ќе спомнеш, втората група беше мојот бумњар Ѓорги, кој на жал почина во Кочани. Да. Затоа луѓето мислат дека се е тоа намерно направено од пеано, јас само сакав навистина да дадам почит. Она пењето на крајот, или последната, ако утре ме нема. Да, буквално таа ми е претешка песна за пење во живо и знам дека јас не би можел тоа да го долам. Битно беше моментот, бидејќи сакав навистина да им одадам почит. Почит, така, да. Ако те прашам дали очекуваш што ќе ми кажеш, тоа е веројатно излитено прашање, сите ќе те прашам. Ама искрено, онака, баш од срце. Дали посакуваш, да, но дали очекуваш? Точно, посакував, но од круг у круг, навистина, мислев дека немам шанси, затоа што навистина имав многу настапи, претежно бев в Германија и Швајцарија. И дури еднаш кога се деси само да дојдам на снимањето од Македонија за Белград, се друго, цела година беше од таму, навистина беше напорно, а поддршката мислам дека ја добив веќе негде пред полуфиналето, каде што ептен почнав со наши превои македонски песни и добив милион пораки и на телефон и секако и медиумите почна да пишуваат за мене. Така да тука негде осетив дека имам некои шанси, да, но за победа навистина таму е претешко, знаете и сами. Како изгледа зад сцената? Можеш ли да ни добавиш? Претешко е. Добро. И сега добро, некој тремаџија, како ја уби тремава? Ти тоа прво кажем. Немам, навистина немам трема, не знам зашто. Не сега, ама тогаш порано. Како ја избегна тремата потоа? Што се случуваш? Одеше на многу настапи, многу веројатно така. Мислам секој викенд работам јас и искуството си го прави своето. Така е. И така си имам во глава, сите сме луѓе, зошто би имал трема пред некој, тој пее, јас пеам. Сега
повеќе познат, кој повеќе има искуство, нели, јас за тек на годините ќе си го стекнам и моето. Така е. Така да навистина немам трема. Супер. Ајде врати се за на бекстејдж. Како изгледа тоа таму? Тешко, страшно? Тешко е, затоа што постојат кандидати кои навистина се плашат и имаат огромна трема. И ти некако ти пренесуваат се, а? Па не е убаво за гледање. Навистина ствара напнетост. Извинете ако погрешам некој збор, Добро. затоа што цела недела бев таму изборував српски. Се извинувам. Напнато е, се оди во 11 часот наутро на тонска проба, се завршува многу касно навечер. Јас претежно бев меѓу последните, од круг у круг. Така да беше претешко. Претешко се изборив и беше огромен ризик што пеев македонски песни. Тоа сакам да прашам. Цицата натера, во некој интервју вели таа дека таа ти кажала да пееш македонски песни. Чи беше изборот всушност? Кој Се пресеча? почна во вториот круг. Првиот круг, кога правевме прва проба со Цеца, фактички кога се запознавме, бевме неколку кандидати тука и сега она како влезе во студиото, јас мислев дека ќе се тресам целиот, буквално мислев дека нема да можам ни еден збор да Збор разберам да со кажам, неа. добро. Она само дојде и кажа као деца, јас ова е проба, сакав сите вас лично да ве запознам и вие мене, не е сега проба колку да видиме што како ќе пееме, сакав да се запознаеме, да видите каква сум јас, да видам какви сте вие, од каде сте, што како. Не опушти скроз, така да првата проба баш се запознававме и беше предобро, дури ми отпеа мојата омилена песна во студио. Добро, која ти е омилена песна? Ако те она одбие. Аха. Ми отпеа и после финалето и сега трет пат се договоривме кога ќе се женам, здрави. Така, Никола? Да. Добро. А се почна од вториот круг, каде што веќе почнавме да се спремаме за тој надпревар, озбилно, и незината омилена песна беше Македонска сестра кани брата на вечера. И јас си кажав дека таа песна не сум спремен да ја пеам музички, но ако сака да пеам македонска песна, дека можел некоја друга да изберам. Добро, ми и предложив неколку песни, одбравме тогаш, мислам дека беше прво за Милица, од Наум Петровски и од Спасен ке ти дојдам, што направи огромен бум во Србија, потоа сум и познат таму. И така почна се од тој круг, самата она ми кажа од тука до крај пееш македонска песна. Аха, почувствува дека тоа е тоа. Тоа е Да, знаеше да ме насочи на што, а и навистина јас македонските си ги пеам како да се мои, така да не ни може да најдат замерка они. Така е, Си најдовме пат до успехот и успеавме заедно. Супер, супер. Навистина ти ветила песна? Песната не е песната да ми вети, него да ми отпее незината. Да ти отпее. Јас сватив поинаку. Јас сватив дека песна треба да ти напиша или да ти отпее незината песна, бидејќи тоа е многу тешко. Знаете, Цеца, колку време да ви отпее на песна. А јас сега два пати имав таа привилегија да ми ја пее само на мене. Добро. И сега уште третиот пат ви реков кога ќе се женам, здрави. Кога ќе се жениш? Имаш ли девојка? Моментално немам. Немаш? Не. Добро, почнуваат телефоните, значи. Да. Подготвен ли си за сето она што те чека сега следно? Уште не сум свесен колку значи да си победник. Каде да се појавам сега, полека осеќам тоа дека не е мала работа да си победник на едно такво шоу. Поготово со македонски песни, така да сум задоволен и пресреќен. Супер. Она што должи, како да кажам, гранд продукција е прво песна, така? Песна, точно. Да, нешто правите на тој план, нешто сте во преговори? Сега веќе е една снимена заедно со Анџела Арман. Тоа наскоро ќе искочи, мислам дека околу за 2-3 недели. Добро. Следува и песна од Грант, што сега се нудат и пеачи сами, бидејќи оние финансираат првата песна. Добро. Така да тоа ќе видиме која ќе биде во предложените, кои ќе ми ги предложат заедно со Цеца ќе одбереме мојата прва песна. Супер. Ќе биде на српски? Мора да биде на српски? На српски, да, но се надам дека ќе направиме на македонски. Така. Но имам и свои 4 песни кои веќе ми се спремени и само чекав моментов ваков некој да дојде за да можам да си ги почне промоција. Да. Што значи мои песни? Чии се песни? Песните се купени. Добро. Дел од Србија, дел од Босна. Познати автори? Не баш, но се преубави песни. Имам еден дует што сега среда снимам со нашиот легендарен Гоце Петревски, познат по Бананата, кој живее во Австралија, моментално е тука и би сакал да го поздравам него и неговата фамилија. Супер. Една преубава песна за татко и за син, тоа ни е дует и едва чекам таа песна да искочи, бидејќи е
преполно со емоции и спотот како што ми го пратија што го снима и песната сама. Добро, овие 4 ќе бидат на македонски? Точно. Добро, сведа да ја распрашам, добро. И потоа, имавте ли време со мајка ти дома да седнете и да разговарате, што сега? Со мајка ми се видов кога стигнав во петокот и тоа баш на кратко затоа што Сабајлето пак гостува во емисија, а имав дочек и во Ѓорче и во Волково. Да. Потоа отидов во Коцево на прв настап, нели, и се вратив со Бајле, пак со обврски, и мајка ми видов сега пред малце на кратко пак. И се надам дека после емисијава ќе заседнеме да се видам убаво, да. Ги почасти ли своите другари? Стигна тоа да го направиш? Само се видов на кратко, Добро. исто после тоа дочекот, и едва чека сите да завршам со моите обврски да седнеме да се видам навистина со сите. Добро, ќе ги почастиш? Нормално. Кај ќе частиш? Ќе частиш тука некаде или каде? Па ќе бидеш и ти поканата. Не мораш ова да го кажеш, не, само чисто сакам да знам дали ќе успеа биде. нешто да те смени ова Не, тема. ниту ќе ме смени во да? Не, јас Ќе останеш истиот? секогаш. И тука јавно како се вика сега? Кажувам, Изјавувам, Добро. потврдувам. Добро, дека нема да се смениш. Никогаш. Да. Затоа што, нели, тоа е меч со две уштрици, како велат, нели? Тоа е Никој нема да ме смени ни победава, ни ништо што следува. Затоа што тргнува некако, нели, нагоре тоа тргнува, да, но јас си потекнувам од скромно семејство кое што посебно мојата мајка ме научила да бидам скромен и добар човек и никогаш да не правам лоши работи, така да мислам дека навистина нема да се смени. Сега повеќе пријатели имаш? Јас од секоја сум си имал мал круг на мои пријатели, што се секогаш тука до мене, тоа се моите другари. Добро. И они си останаа. Они? Други мислам дека ќе дојдат, нели и се тука, но не се како моите другари. Така е, супер, добро. Ќе пиеме малце сега, ќе ти Ќе дојдам. пробам. Ќе пробаш? Може, на овој микрофон. На тој микрофон Иде. ќе ти дојдам. Ајде. Ке ти дојдам вечер јас во зла доба, ке ти легнам тивко јас на перница, ке ти дојдам вечер пенџер отвори, љубов што ти носам ке ме изгори. Кај ли беше кој те видел, љубов ти си криела, ладна постела ти била, сама ти си спиела, ладна постела ти била, сама ти си спиела. Ке ти дојдам вечер јас во зла доба, ке ти легнам тивко јас на перница, ке ти дојдам вечер пенџер отвори, љубов што ти носам ке ме изгори. Ке ти дојдам вечер јас во зла доба, ке ти легнам тивко јас на перница, ке ти дојдам вечер пенџер отвори, љубов што ти носам ке ме изгори. Браво, Никола! Ти благодарам. Так, искрено ќе видиш па ќе ми кажеш како реагираше пред да ја пееш песнава. Пошто на новинар кога му кажуваш ќе те праша. Може. Ама што има врска?
Кој искочи песнава, Добро. тогаш бев со... Поздрав до Спаса. Поздрав до Спасен, го сакам и го поштам. Но мислев дека никогаш нема да пеам таа песна, бидејќи јас не пеев такви песни. Аха. Сега свадбите си го бараа своето и Да. ми ја бараа таа песна. А моите другари, кога ми ја покажаа таа песна, ја кажав, таа песна никогаш јас нема да. Нема да пеам, никогаш. Дојде првата свадба, втора, трета, луѓето ја бараа таа песна. Јас морам да ја пеам. Ја научи. Дојде Звезда Гранда, немам што да пеам. У моментот Ке ти дојдам. викам брза песна, викам ајде, ќе ти дојдам. Ја испеав таму во Белград, најголем хит. Од пишаното не се бега. Значи тоа е, Никола, Сега си ја тоа е. сакам, Така сега е, си ја да. сакам. Спасан Вујсов во студио ни кажа дека, знаеш како ме барале на свадба нему? За Кети песната, пошто е Кети. Исто и мене во Швајцарија за Кети Да, ме за барала, ќе ти Кети? дојдам, точно да. Добро, супер, супер. Сега вака, што се наградите освен ова? Ова е победничкиот пехар, а тоа е Ова е она нова специјална награда. од Така е. Саша Поповиќ. Така е. Автомобил? Автомобил Fiat Tipo, кој Добро. денеска ми стигна. Поздрав до мојот другар Беки што ми го донесе. Супер. И песна. И песна. И цел маркетинг од нив. Аха. Само за тамошниот пазар или за За тука? секаде. За секаде, добро. А колку време трае оваа соработка со нив? 9 години. 9 години. Добро. Подпишани. Што ти е тебе од сега натаму вака во план? За следните 9 години. Па види, искрено, јас си работев и претходно, на мене само ми беше потребна популарноста. Така е. Сега популарноста ја имам и се надевам дека на најубав начин ќе ја искористам, а тоа е нели снимање на песни и пред себе се останам еден добар човек како што сум си. Така е, да. А кога сме кај ова популарност, нели снимање песни и се, дали има уште некој човек на кој многу му веруваш за да може да ги избере вистинските? Пошто нели најважно е веројатно во кариерата да не ги сгрешиш песните кои што се за тебе. Па нормално, тука е Цеца, Добро. самата ми се јави, ми кажа да не брзам со песни затоа што на вистина сега повеќе се луват и Така ми е. нудат песни. Ми кажа чекај сите нека ти ги понудат сите песни што ги имаат и на крај заедно ќе одлучиме која ќе биде твојата прва песна. Супер. Така да мислам дека нема да погрешиме затоа што знаете само колку искусна она. Така е. И се надевам дека ќе најдеме правата песна заедно. Супер. Сега ми кажа нешто околу тоа, нели, прво гледање на Цеца како ве упишти така натаму сите надпреварувачи, мене друго нешто ме интересира. Ти пееш од свој 16 години, си Точно. пеел и претходно, но нели со многу трема и така натаму, ја надмина тримата и се. Те научи ли нешто Цеца? Калибар на Цеца пеач, дали може да влијае на твоите вокални способности, моки, не знам, начин на интерпретација и така Точно, тука она беше и вокално да ме научи како поубаво да ги изговарам зборовите, како да пеам поубаво. Така да никаков однос на сцена, нешто или тоа веќе го имаш научено? тоа веќе си го имам сам, Така. само по себе, само вокално ме научеше како да ги отпеам тие некои песни Аха, и како право да ги донесам. одлично. Додека пеев и мислам дека 2 круга пеев и српски, така да малку има македонците имаме проблеми со Да. нивниот дијалект и начинот на изговарање на тие зборови. На мене добро минеше затоа што имам многу пријатели од Србија и кога пеам надвор претежно се срби и босанци, така да не ми е баш тешко. Да. Кажи ми, Никола, од 16 години пееш во групи и одиш надвор да Од заработиш? 16 години почнав, професионално од 17, со Од свадби. 17. Со свадби почнав. Добро, кој се грижеше за тебе на 17 години? Мајка Некој ми. од групите или мајка ти со тебе доаѓа? Мајка. Мајка. Мајка ми морам да си ги поздравам пак моите другари затоа што јас тогаш само што положив Добро. пред 18 години Добро. со оценките од школа или така Добро. можеше. Бев одличен. Си положив и не смеев после 11 да возам, а свадбите траја Нормално, до Сабајле. До 1-2 Да. Сабајле. Така да јас идев на свадбите со мојата кола, а за назад ме зима секогаш он. И тоа траеше 2 години. 2 години, Да. да, додека немаш Тоа сам да. никогаш нема да го заборавам. Така е. Значи им должи стварно едно убаво частвење. Нормално, нормално. А на мама шо ќе купиш сега? На мама се што сака, се што е моје тоа е нејзино. Парите она ми ги чува, се она ми чува, така да се е нејзино. Значи мама е банка и Мама се. да не е, јас не би постојал сигурно, во секоја смисла на збор. Да. Како е сега во Вулково? Дали беше убаво таа вечер кога дојда, кога Се изненадив пријатно Да? да ти кажам, сите луѓе, сите комши, сите роднини, сите беа тука. Срцето ми беше полно и не ми се прваш. Се мислев нека вака ќе ме штипне да станам Да станам, да се разбудам од сон. Да, наистина. Немам збор. Поздрав за цело Волко. Да. И многу ми е мило што цел Балкан слуша за моето Волко. Така е, Цел сега Балкан. знаат кај е. Сега знаат кај е Волко.
Добро, одиме со некој од овие вакви прашања како лексикон, некој тип. Дали Ајде. што немаш, а би сакал да имаш? Од оваа перспектива на 20. Огромен хит. Огромен хит. Некоја моја лична карта. Кои ти се допаѓаат песни? Ево оваа ќе ти дојдам, баш хитовска онака, нели? Да. Но каков стил на песни сакаш? Дали можеш да ми кажеш, например, еве, не знам, овие како на наум, таков некој тип на балади, на што тие одлично поминуваат таму кога ги пееш. Чисто вака да претходно прашам. ги немам пеено, прв пат Добро. таму ги отпеав, а сметам дека многу ми лежат, така да би ми одговарало таа. Нешто во Да, тој. да, 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 да. Така е, добро. Ако имаш можност да се вратиш во времето, каде би сакал да се вратиш? Во кое време, Никола? Да се вратам во времето кога учев во основна школа, кога немав никакви Грижи. размислувања, осим тоа, само да идам во школа и да се видам со моите другари. Навистина Кај учеше? Јоаким Крчевски. Добро, добро. И И тоа Безгрижно. Да, многу ми фали тоа време, да се река, што не размислуваш на ништо друго. Не се замараш ни за пари, ни за работа, Ништо. буквално за ништо. ништо. Само во школа. Само дали ќе отидеш на час или не. Добро. А каков беше ученик? Кажа Бев добар. Да? Бев добар, бев до негде одличен. Да. Не правев проблеми. Не беше проблематичен. Не, никогаш не сум направил проблем, тоа можат моите професорки и професори да го потврдат. Добро, значи беше мирен. Мирен. Добро. Следното прашање токму Ајде. за дали некогаш си се степал? Не. Искрено. Не. Никогаш. Не. Добро. Имам една лузна тука, но тоа падна во школа. Не са случајно кајки. на ќош вака, На на ќош. клупа, да. И ми остана Аха. така, секој Значи, мисли не дека од- сум се не тепал, од само типачка. падна. Добро. Што правиш во слободно време? Слободното време гледам да го поминам буквално со мојата фамилија и моите другари. Колку слободно време имаш сега? Сега буквално ич. Сега ич. Буквално ич. А и пред финалето имав многу настапи, беа се претежно Швейцарија, Германија и се надвор. И навистина и тогаш многу ретко се гледав секој, макар сад време што ми беа Да. слободни, гледав да го поминам да ги видам сите. Да. Да помина време се. Добро. Имаш браќа, сестри? 3 сестри. имам. Да, И тоа што морам тоа што не го спомнавме. Да, многу важен детал. Излезе информација, нели, ама детево не е од Македонија, туку е од Косово. Да расчистиме. Никола е роден во Македонија. Да, мислим, претерано многу пишуваат за Точно. тоа. Вака, мајка ми е скопјанка Да. и живее, мислам, се родила тука, а татко ми е се родил во Косово и на мали години. Добро. Било рад таму, се Добро. преселиле во Куманово. Добро. И таму фатило рад, моите 3 сестри се родени сите во Куманово, се преселиле они во Скопје, А, во Скопје. 99 година, Добро. 2000-та јас сум се родил. Добро. И јас сум си Македонија. македонец, скопјанец, волковчанец. Готово. А по татко ми сум србин, Добро. по мајка ми македонец. Добро. Кој ти е идол е следно во лексиконот? Од македонска сцена, буквално... Ајде и од македонска и од балканска. Ево, од македонска може да ми биде Наум Петарски. И зошто, ако може да ни кажеш? Кои се оние работи Затоа кои што што треба да ги има најубавите идол? песни според мене и мислам за народен пејач, како пример у Србија што е Шабан Шаулич, така мислам дека во Македонија би бил Наум Петарски за народната музика крал. Да. Во српските би се наоѓал така како Адил или Тропико бенд, але тој некој стил мене многу ми е Се близок до допаѓа? мене, да. Добро. Кои ти биле најомилени игри во детството? Игри. Да. Јас почнав со фудбал, јас требаше фудбалер да. Да, Јас тоа сум- прочитав. До кога играше фудбал? До 16 години. Целост, Јас да. живеев и во Германија, бидејќи татко ми таму живее. Стварно, ајде Да. раскажи се, ова не си го раскажи. Живеев таму, пробавме сите да живееме, но Не ви одеше. мајка ми и сестри не сака. Аха. Така А да сестрите тогаш- што прават, пеат ли и тие? Никој не пее. Никој не пее, само ти и татко ти. Никој, само јас и татко. А мајка ти пеувала? Не. Добро. Само одлично плаче кога се радува, така? Тоа, да. Поздрав. Добро. И фудбалеров, кажи раз. Таму, мислам, и играв за пари, ме праќаше градот. Што И збориш, во требаше кој град? во Ахен, во Добро. Германија. Но одлучија моите да се вратиме, се вративме сите дома и така да почнав со малку по малку со пење. Аха.
И тогаш еден другар ме приеме на Пинкове звезде и така отеднашка тргна. Тргна Заборави се. фудбал, заборави се, јас ќе пеам. Сега ќе бидам пејач. Сега ќе бидам пејач. Добро. Кажа каков ученик беше, тоа е едно од прашањата. Што сакаш да бидеш кога ќе пораснеш? Значи ти фудбалер сакаш да бидеш. Фудбалер сакам да бидам. На која позиција играше? Одбрана. Одбрана. Добро, Никола. Кој ти е најдобар другар? Баш ги споменавме неколку пати. Неколку се. Добро, кажи ни ги. Горијан, Виктор, Стево, Стефан, Да не Бејадин. Добро. Не сакам некого да заборавам, они се секогаш Они се најдобри, тука да. до мене. Христијан ми се Добро. пресели во Германија. Не сакам никога да заборавам, сите ве сакам и сите ве поздравам. Супер. Добро. Кога ти е роден ден и што си во хороскоп? Во лексикона вика. Во Долија сум во хороскоп 18 февруари. 18 февруари. Добро. Ти правил некогаш натална карта ти кажа да не ќе успееш во ова со музикала? Не, но заборев како се викаше една жена. Добро. Она е таква таа што гледа, не знам како. Добро, Нека гатачка. позната многу, да, од Србија. Добро. Клеопатра. Клеопатра. Зизаш. Клеопатра. Што ти кажа Клеопатра? Имавме заеднички пријател, еден од Србија, Бојан, Добро. морам да го поздравам. Јас кога почнав в тој период, негде 17-18 години, кога се такмичев, он е главен продуцент на Пинк. Добро. И он тогаш многу ме засака и секогаш кога ќе доаѓаше Скопје ми се луваше да се видиме. И една средба баш дојде со Клеопатра. И? Клеопатра тогаш никогаш да нема да го заборавам, ми кажа неколку работи, јас само направив здраве, не знаев која е жена. Добро. Но само почна, ти ќе бидеш многу познат. Ти ќе имаш многу пари, многу познати луѓе ќе бараат пари од тебе. Мене ништо не ми беше јасно тоа што ми го каже, не знаев ни која е жена. Добро. И отпосле кога јас станав да си отидам од тука, кога стигнав дом и кажам на мајка ми, вика јави се на човекот, праша го која е таа жена што ти кажа. И он ми кажа Клеопатра, мајка ми беше јасно која е што Добро. е. И? И тоа е тоа. И погоди. Погоди некои работи. Омилена песна, ајде пејач ни кажа. Омилена песна, Песна. македонска. Па. Баш да видам кој ќе ти е изборот. Па ја сакам Тицо Бела многу Изабела. од Наум Ќе ја чуем за кратко, добро? и Распука и срце кој Шарпланина ретко која знаеше, сега од како ја отпеав на Гранд, гледам многу колеги ја пеат и многу ми е мило за тоа. А многу убава песна. Бидејќи вика јас сум од дете многу мачено. Аха, така вика. Да. Добро. Имаш ли умилен спорт, да не кажуваме фудбал? Немаш веќе? Не толку. Толку? Толку. Не ни гледаш Почнам да фудбал? вежбам сега до ославам, не. Не гледаш ни фудбал? Не гледам. Не стигам да гледам. Како не гледаш фудбал? Ох, леле, имаш ли среќен број? Нема, ама сега имам 14. 14 имам среќен број. Од сега. Да. Од што се плашиш, Никола? Не се плашам од ништо. Ма баш од ништо. Ништо. Добро. Кога си таму некаде во Швајцарија, Германија, кај кого пееш? Тоа се наши луѓе, тоа се странци, тоа се Дел се македонци гази, дел се срби, дел се босанци, така да од Балкана се сите. од Балканот. Да. Добро. Добро ти оди таа комуникација? Многу добро. Да? Многу добро. Можеш да се менаџираш сами од себе си? Може. Но веќе имам менаџери од Гранд, но Аха. секако тука сум и јас самиот да си го продолжам тоа кај што се застана. Кај што си застана. Супер, добро. На која песна откачуваш во кафана? Пази се. Ке ти дојдам. Ако те она одби од сеца. Ајде, зашто таа? Не знам, нема никакво буквално значење да не помисли некој нешто. Добро. Многу некако ја осеќам таа песна, многу си ја сакам. Посебно емоција има таа песна. Не знам. Никоја не ме одбила сега, ако мислиш на тоа. Сам си каже, ја ништо не прашам. Така се вика песна, така те одби, да не си разберат поглед. Добро. Не знам, многу се сакам таа песна. Многу ја сакаш таа. А пред таа песна да биде од Цеца, која е друга некоја песна што ја сакаш? Сум нема. Ти немал. Оф, мори мајко. Чекај мате се. Нешто што ќе испуштавме, а многу е важно. Ајде. Значи кажа дека ти имаш желба, некој овде кажа дека ќе ти ја исполни, веројатно нема да биде на едно место. Имаше желба да ги донесеш во Македонија, сите овие луѓе од Гранд, нели, и да Точно. направите голем концерт. Градоначалникот на општина Ѓурче Петров, ова не е платено, само мора да кажеме заради тоа што така е човекот застанал зад Никола и Градоначалникот на Газибаба. се извинам на Гази Баба, На извини. Газибаба. Добро. Денес имавме состанок и навистина беше тој еден од многуте градоначалници кои не се јавија, други. Добро.
навистина мене би ми значило, тоа би сакал да им се одолжам на сите оние кои гласа и кои беа Така е. со мене цело финале и цела година додека ме поддржува. Ја па сватив од Ѓурче дека од Ѓурче Не. беше причекот. Не. Добро. Он беше единствениот човек кој пред финалето и пред полуфиналето он ме објавуваше цело време и цело време навистина се радуваше со мојот успех. Цело време ме објавуваше на неговите мрежи и кога стигнав, навистина сакав да го запознам тој човек. И само што му спомнав дека мене ми треба тој победнички концерт, Добро. сам рече дека се он ќе isfinansira и дека ќе биде од мене цело време. Што е да ме Одлично. затрави, му благодарам јавно. Одлично. Како беше оваа омилината од Наум? Тицо бра. Ајде. Ајде. Може. Кај си, моја птицо бела, кај си што те нема, кај ми одлета. Лежам птицо сам и тажен, овој живот лажен го проколнува. Немам срце ниту сила, душа имам, немам ништо без неја. Цели ноќи пијам, цели деној спијам, само да не ја мислам и да ја заборавам. Птицо бела, покрај сите неба, ти пронајди ја. Да ја прашаш, птицо бела, дали колку мене да тагува. Немам срце ниту сила, душа имам, немам ништо без неја. Цели ноќи пијам, цели деној спијам, само да не ја мислам и да ја заборавам. Тоа не можа. Така се пее победнички. Што гледаме сега, знаеш? Не знам. Реклами. Идеме реклами. Да, и дојдовме и пред самиот крај, заокружуваме. Никола Станишич, верувам на задоволство како моја, така и ваше. Никој како негова ова попладне или ова вечер како саката, но знам дека нема да застане овде, ако Клеопатра рекла, ова дете има. Така, Патричка. ама не ми кажа каде би сакал да стигнеш, освен хит. Каде би сакал да стигнеш, за не знам, некоја година? Ве толку заокружуваме со ова, па и песна и се одјавуваме. Па да, мислам популарност на велико сега што си има само некој голем концерт. Голем Да концерт. си соберам цела Македонија. Цела Македонија. Да. Добро. Она како буквално како Тоше што правиш, тие чекори. Добро. Да го сака цел Балкан, да виде од секого сакам, да си ја напуни најголемата сала, најголемото нешто во Македонија со луѓе. Добро. Народно е она што ќе го се концепираш или може Не да знам. се смени нешто? во И меѓувреме? народно ќе биде и се, јас буквално се пеам. Да, може и забавно. Нема граници, да. Па ти ништо не прати забавно, ја викам ништо забавно ќе ни пратеш. Не, па така Така се ти натпреварував. дојде. Да.
Добро, Никола. Значи, тука сме за секој твој успех. Се надевам ке ги има многу. И се надевам дека нема да забориш на сите медиуми, нели, кога ќе бидат некои убави концерти и ќе останеш доследен на она што го кажа, е многу важно по мене. Ако си звезда, немој да леташ високо. Остани истиот како што си сега. Океј, договорено? Договорено, дил. Ајде, дил. Мама Анита, фала ви што сте го родиле Никола. Уште еднаш поздрав, чувајте му ги парите, гледайте да не е овакво да не посака сега нешто во овие години луди се уште, така е. И како беше, ќе ви ти пее цицерна свадба и ќе ја пееш сега кога тргнав цвето. Се гледаме ние. Чао. Ајде. Кога тргнав цвето во тугина, дробни солзи ти ронеше. Дробни солзи цвето ти ронеше и во очи се колнеше. Дека верна цвето ке ми бидеш, куќа и деца ке ми гледаш. Дека верна цвето ке ми бидеш, куќа и деца ке ми гледаш. Но во тебе цвето верба нема, бргу назад јас се вратив. Кога дома цвето јас пристигнав, беше полног поминало. Вратата ти беше затворена, вечињата подзаспани. Вратата ти беше затворена, вечињата подзаспани.